Добро вечер. Петочно издание на регионалните вести. Втор ден поред голем пожар во Тетовско. Ноќеска во Джепчиште целосно изгоре куќа. За среќа нема повредени. Во пожар изгоре куќа во Тетовското село Джепчиште. Пламените јазици збувнале ноќеска неколку минути по полнок. Тетовската противпожарна единица за 2 часа го локализирала пожарот. Интервенирале со 4 противпожарни возила, но гасењето било отежнато поради честото замрзнување на водата со која го гаселе пожарот. Претходната ноќ во голем пожар во Тетовското шарпланинско село Бозовце изгореа 3 плевни, добиток околу 14 тони сточна храна. Од пламените јазици бил зафатен и покривот на блиската куќа. Тетовската противпожарна единица успеала целосно да го локализира пожарот по неколку часа борба со огнената стихија. Во повеќе наврати морале да интервенираат со ПП апарати, затоа што дел од водата за гасење била замрзната. Поради можностите за избувнување пожари како резултат на човечко невнимание, стари дотрајни електрични инсталации, неисправни печки, навремени чистени оџаци, СВР Тетово апелираше до граѓаните да бидат максимално внимателни, да не ги оставаат вклучени грените тела кога подолго време не се присутни во домовите или работните простории, особено не греалки, клима уреди или печки на дрва. Затоа на собствениците на куќи и на станарите во зградите им се советува да ги проверат, иако досега ги нема да ги чистат оџаците, но и да не ги преоптоваруваат инсталациите со вклучување на повеќе електрични апарати наеднаш. Полицијата лишила од слобода 34 годишен тетовец по провала во куќа во Тетово. Измамен 72 годишник. На 2 непознати лица им дал околу 200 евра за болнички трошоци по наводна сообраќајна незгода. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово ноќеска околу 2 часот лишиле од слобода 34 годишен тетовец, кој непосредно пред тоа провалил во куќа на улица Гоце Делчев во Тетово, собственост на времено вработен во странство, односно Германија. Откако го скршил прозорското стакло од предната страна на куќата, тој влегол внатре, а кога бил забележан од полициските службеници се сокрил во бањата на првиот кат. Набрзо меѓутоа тој е пронајден и по лишувањето, задржан е во полициската станица Тетово за натамошна постапка, пошто ќе се соочи со соодветен поднесок. Инаку тетовецот повеќе пати бил пријавуван за кражби и други криминални активности на тетовското подрачје. 72 годишен тетовец вчера пријавил измама во која биле инволвирани 2 засега непознати машки лица. Додека пешки се движел по улицата Гоце Делчев во Тетово околу 13 часот, му се доближиле непознатите и едниот од нив му рекол дека вториот е странец од Израел и дека во меѓувреме направиле сообраќајна несреќа, но дека во моментот немале денарски средства за да платат одредени болнички услуги. Тетовецот им поверувал на кажаното, им дал 4000 денари, 150 евра и 5 долари, а непознатите веднаш заминале, додека како гаранција дека ќе се вратат и дека ќе му ги донесат парите, тие му оставиле наводно златен часовник. И по долго чекање, меѓутоа тие воопшто не се вратиле, така што на тетовецот му станало јасно дека е измамен. Се преземаат мерки активности за целосно расветлување на пријавеното и за откривање на измамниците, информираат од СВР Тетово. 14 прекршочни и 8 мандатни платни налози издала полицијата во вчерашните сообраќајно-контролни активности во Полошко. Откриени биле возачи без возачка дозвола, возач со забрана за возење и возачи кои непрописно паркирале. Во вчерашните контролни активности на секторот за внатрешни работи Тетово биле откриени 6 возила со истечена регистрација до и над 30 дена, 3 лица кои управувале без возачка дозвола, 1 со забрана, 2 возачи почетници и 3 возачи кои непрописно ги паркирале возилата. За овие и за другите прекршоци констатирани вчера од полициските службеници на секторот биле изготвени 14 прекршочни и 8 мандатни платни налози. Контролни активности планирани се и во наредните денови, со цел навреме да се откријат и отстранат евентуалните прекршоци, односно пропусти и недостатоци. При тоа посебен таргет ќе бидат лицата кои управуваат возила без положен возачки испит, оние кои возат пребрзо и неправилно пристигнуваат, како и оние кои погрешно паркираат. Вработените во државните институции во подрачните оделенија во Тетово 2 дена се без грејење. Во нивните канцеларии работи само едната фаза, што не е доволно да се приклучи грејно тело.
Државните институции сместени во зградата на општина Тетово вчера се без грејење. Работи само едната фаза од струјата на која не може да се приклучат грејни тела. Административците од подрачните оделенија во Тетово на Министерството за правда, земјоделство, финансии работат со јакни, капи, шалови. Условите без струја знаеш какви може да бидат. Облечени со капоти, со капи, температурата е околу 0, грејање нема, покрај тоа нема ни струја. Условите се такви како што гледат. Грејање нема затоа што котларата. Котларата не работи. А сега? Сега нема ни струја доволно, поради приклучување на повеќе грејни тела греалици и се исклучува системот за напојување. Ете, тоа е тоа. Така, сите државни институции немат или само УЈАП? Каде снема? Каде има проблем со струјата? Па не е само УЈАП, и другите делови што се од министерството. Значи статистика нема тука, не знам, овие и за земјоделие не знам, пошто не сум бил натамо. И управата за имотно правни работи. Од денеска нема струја? Вчера немаше, и денеска. А што би било, ќе се реши проблемот? Па викаа некои мајстори, таму една фаза функционира, само една фаза, иначе услови за грејање нема. Од ЕВО навела дека поради замена на електричен кабел вчера не работела една фаза во тој дел од градот каде се лоцирани државните институции. Денеска, како што низјави портпарол од НЕВО Натанас Ковачевски, бил изгорен осигурувач, затоа не работеле двете фази во просториите каде се сместени овие институции. Инаку оваа грејна сезона зградата на општина Тетово нема централно грејење. Во октомври минатата година целосно изгоре котларницата. Сега административците се грејат на разни печки на струја и поради преоптовареност на мрежата. Често пати се појавуваат прекини во напојувањето со струја. Од општина Тетово велат дека се работи на реконструкција на котларницата, но поради ниските температури десетина дена градежните активности биле во мирување. Деновиве се очекува целосно да се обнови котларницата и зградата на општина Тетово повторно да добие централно грејење. Се чини дека снегот ја менува желбата за најпопуларната игра да се седи дома за да се игра на компјутер, лаптоп или таблет. Дополнителна радост за учениците е продолжувањето на зимскиот распуст. Наместо второто полугодие во училиштата да започне на 18 јануари, ќе започне 5 дена подоцна, на 23 месецов. Оваа вест ги израдува учениците, зашто во секој случај ќе им го продолжи опуштеното секојдневие без училишни обврски. Дополнително уживање распустов е снегот. Се чини дека токму тој ја менува желбата за најпопуларната игра да се седи дома за да се игра на компјутер, лаптоп или таблет, или барем овој впечаток ни го оставија децата, што случајно ги сретнавме при нашата неодамнешна посета во Тетовско старо село. Со санки кои им ги изработиле нивните родители, пркосејќи му на студот, се спушта од горниот дел па се до почетокот на селото. Наместо да седам на компјутер, јас зимскиот распуст го поминав надвор, лизгајќи се со санка со моите другари. Не ни е ладно, добро сме облечени. Не е убаво, не заврна снег. Јас се возгам со моите другарче. Наутро кога ќе станам, одам да се санкам со другарите и родителите кога ќе се стемни ме викат навечер. Санкиве, јас и татко ми санките сме ги направили. Накогаш кога ќе ни се расипе санката, се пуштаме со најлон. Мене ми е здосадено да седам на компјутер и така одам надвор и да го вдишам чистиот воздух. Децата преку ваквите игри ги остваруваат социјалните контакти и влијаат на нивниот психомоторен развој на градење на личноста. А желбите се навистина детски, без да им се инсталираат на современи паметни уреди. Второто полугодие ќе започне на 23 месецов за вкупно 270.000 ученици, од кои 188.000 се основци и 80.000 средношколци. Православната нова година со сеноќно бдение ќе се прослави во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Организиран дочек ќе има и во угостителските објекти.
Православната нова година традиционално ќе се прослави во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Со почеток во 21 часот ќе биде отслужено мало бдение и празнична вечерна и утрена. Пред полноќ ќе се благословат кумските колачи, а на присутните верници ќе им бидат поделени парчиња, а вметнатите парички ќе ги одредат новите кумови за наредната година. На дочекот на православна нова година во соборниот храм ќе се служи топол чај и гријана ракија. Дочек на православна нова година, односно вечерта во петок кон сабота, се организира и во гостителските објекти. Во ресторанот Ангел во Тетово гостите ќе ги забавува Даци бенд. За дочекот на православна нова година пак во манастирскиот ресторан во Лешок гостите ќе ги забавува Фантастик бенд и пеачката Јована. Во ресторанот Антонио во Јегуновци атмосферата ќе ја подгреваат музичарите Игор и Микле. Во сите ресторани традиционално за гостите ќе има пита со паричка. Во сабота на 14 јануари православните верници ќе го одбележат празникот посветен на Светиот Василий Велики во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Со почеток во 7 часот и 30 минути ќе биде отслужена литургија на Свети Василий Велики. Празникот Свети Василий Велики традиционално ќе биде одбележан и во тетовското село Копанце. Прославата започнува во 8 часот со традиционалните обичаи. Младите жители на Копанце со маски на лицата редом ги посетуваат сите домови во селото, пеејќи василичарски и изворни песни, каде што на вратите ги пречекуваат домаќините со ракија, наздравувајќи за празникот и ги даруваат со прехрамбени производи за здравје и благосостојба во новата година. Истиот ден во 18 часот во црквата Свети Никола ќе се служи света богослужба, пошто ќе следува братско-сестринска трпеза на љубовта и избор на кумови за следната година. Празникот Василица кај народот е познат по обичајот да се подготвува пита со паричка. Се верува дека оној што ќе ја најде паричката во својот дел ќе го следи среќа целата година. Во Гостивар течат подготовките за прославата на Богојавление Водици. Пријавувањето за вадењето на Светиот крст од водите на Вардар трае до понеделник 16 јануари. Гостивар трета година поред ке го слави празникот Водици со литија и положување на Светиот крст во водите на реката Вардар. Деновиве се прават последните подготовки за манифестацијата Богојавление Водици 2017 што ќе се случува на 19 јануари. Иницијативниот одбор за одбележување на празникот ги поканува христијанските верници да бидат дел од прославата на празникот во Гостивар, за да помогнат во зачувување на традицијата. Воедно ги повикува заинтересираните за вадење на честниот и животворен крст од водите на Вардар да се пријават за учество најдоцна до понеделник 16 јануари. Одбележувањето на Богојавление започнува наутро со литургија во соборната црква Пресвета Богородица. Од пред храмот во 11 часот и 30 минути тргнува литијата и се движи низ булеварот Браќа Гиновски до малиот пешачки мост на Кејот. Чинот на осветувањето и положувањето на Светиот крст во водите на Вардар ќе го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Традицијата на одбележување на Богојавление Водици во Гостивар беше возобновена во 2015 година, по речиси 7 децении пауза. 2 години празникот се прославува масовно и со голем интерес меѓу младите гостиварци за вадење на Светиот крст од реката. Првата година крстот го фати Дарко Лавдинов, а лани најголема среќа имаше Горан Божиновски. Тенисерката Лина Ѓорческа од Тетово победи и во вториот нејзин настап на отвореното првенство во Австралија. Во вториот надпревар од квалификациите за Австралија Опен, тетовката Лина Ѓорческа ја елиминира Далма Галфи од Унгарија со убедлива победа од 6-1, 6-1. Со тоа веќе се пласираше во третото квалификационо коло на Гранд Слем турнирот во Мелбурн. Според спортските портали, Ѓорческа имала брилјантен меч. Сервирала отлично, имала 5 аса, а форхендот и функционирал безпрекорно. Првиот сет го доби на брзина и со тоа ја навести победата против противничката која има солидно реноме како јуниорка. Унгарката била најдобра светска јуниорка во 2015 година и го освоила Гранд Слемот во Њу Јорк, популарниот SAT Open. Во наредното трето коло Лина ќе игра со Стефани Фогеле од Швајцарија. Тоа ќе биде решавачки дуел, бидејќи со победа Лина може да се пласира во главните надпревари од Австралија Опен, кои почнуваат на 16 јануари. Во првиот квалификационен меч Лина со 2-1 ја совлада американката Саша Викери.
Преговорите меѓу лидерите на кипарските грци и турци Никос Анастезиадес и Мустафа Кинџи, посветени на напорите за обединување на Кипар, завршија синоќа во Женева со договор да продолжат на 18 јануари на ниво на експерти. По завршувањето на преговорите, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека двете преговарачки страни се подготвени да ги направат последните напори за изнаоѓање решение за поделениот остров. По завршувањето на разговорите, шефот на турската дипломатија Мевљут Чавушоглу најави дека експертските преговори на 18 јануари ќе се одржат во истиот формат како и вчерашните, односно со учество на представници на двете кипарски заедници. Руското министерство за одбрана и генерал-штабот на турската војска потпишаа меморандум за спречување на инциденти и обезбедување на безбедност на летовите во текот на операциите во Сирија. Меморандумот е потпишан за време на консултациите на делегациите на вооружените сили на двете земји во Москва, посветени на соработката во борбата против Исламска држава во Сирија. Документот ги дефинира и механизмите за координација на активностите на воздухопловните сили на Русија и Турција при нанесување на удари врз позиции на терористите, како и активностите на двете страни за спречување на инциденти при летовите на авионите и беспилотните летала на воздушниот простор на Сирија. Сириската команда соопшти дека Израел испукала ракети врз воениот аеродром западно од Дамаск. Сириската државна телевизија цитира воен портпарол, според кој неколку ракети биле испукани од северниот дел на Израел и погодиле комплекс на аеродромот, меѓу кои и главен објект на елитната сириска единица. Во соопштението не се прецизира дали има жртви, но се вели дека од нападот е предизвикан пожар. Според ДПА во нападот има 4 жртви, а аеродромот е погоден со 8 проектили. Како последица на премрзнување предизвикано од поларниот студен бран што зафати поголем дел од Европа, само во последниве неколку дена починаа најмалку 73 лица, најмногу жртви 24 има во Украина, 10 во Белорусија, по 6 во Полска, Романија и Словачка. Од вчера е забранета пловидбата по реките Дунав и Сава, поради појава на парчиња мраз на речните површини, а поради силниот ветер затворени за сообраќај беа и пристаништата во западниот дел на Црното море. Според метеоролозите, се очекува во следните денови температурата на воздухот во некои делови на Европа да се спушти до минус 40 степени. Председателот Барак Обама го награди неговиот заменик Џо Бајден со председателскиот медал на слободата, пренесоа американските медиуми. Возбудениот Бајден со солзи во очите го прифати медалот, кој е највисокото цивилно одличие во САД на церемонијата во Белата куќа. Обама изјави дека го наградува Бајден за неговата вера во неговите американски сонародници, неговата љубов кон земјата и цел живот служба, која ќе се запамети од идните генерации. Бајден им се заблагодари на сопругата и децата за нивната поддршка кон него во текот на целата негова кариера и семејството Обама за посветеноста кон земјата и кон службата за неа. Бев дел од патувањето на еден извонреден човек кој направи извонредни работи, рече Бајден. Денес имавме променливо облачно време, доцна попладне со повремени врнежи, на планините од снег, а на пониските места од дожд и снег. Во текот на ноќта понекаде во котлините е можна појава на замрзнат дожд. Утринските температури се движеа од минус 2 до 0, а дневните од 1 до 3 степени. Утре предпладне во западните и северните делови од земјата се уште ќе има врнежи, кои на планините ќе бидат од снег и таму снежната покривка ќе се зголеми за нови 10 до 20 сантиметри. На пониските места врнежите ќе бидат повремено од дожд. Ќе дува слаб до умерен претежно западен ветер. Утринските температури ќе се движат од минус 4 до 0, а дневните од 1 до 4 степени.
Овде ги завршуваме и овие регионални вести. Ви посакуваме пријатна вечер.